по прашањето на мисијата на Исус Христос. Така да гостите кои што се тука, тие самите за себе си ќе си кажат кои се, бидејќи јас не знам ништо за нив, така да и самите тие ќе си кажат. Како што веќе слушнавте на почетокот, секој од нив, пошто тројца се тие што ќе изнесат своето излагање по прашањето на мисијата за Исус Христос, значи нив ќе имат по 10 минути да си кажат тоа што тие го мислат или согласно тоа што тие го научиле и го проучиле за мисијата на Исус Христос. На крајот кога тројцата ќе завршат, јас ќе го кажам мислењето на наше, што ние веруваме и мислиме за тоа кој е Исус Христос, односно која е неговата мисија согласно Светото писмо, односно Библијата. Јас името не го знам. Шабан, повели, еве вие сте првиот во овој случај како дипломат на групата, кој што ќе го излагате вашето мислење по овој начин. Повели. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Драги браќи и сестри, почитувани гости, публико, јас се викам Шабан, јас сум од Скопје. Дојден сум по покана од еден наш брат соверник Али. Да ја реализираме оваа средба со представниците од Евангелиската црква. Инаку, јас и останатите браќа кои патувавме сега пред малку, малце или повеќе сме истражувачи на компаративни религии. Тоа значи спаѓа најистражуваните и најприсутните, односно активните религии, тоа е христијанството и исламот, помалку јудеизмот, односно религијата на евреите, за оние кои може би немаат размислување за тоа што е јудеизам, значи тоа е религијата на евреите. Значи најповеќе од наша страна е изучувано тоа. Продолжуваме и понатака, значи не застануваме само на едно место. До сега ние имавме повеќе средби со представници од останатите религии, значи од другите религии. Сите наши разговори и сите наши диалози беа крајно конструктивни, топли, пријателски, без никакви навреди, без никакви заклучоци. Значи се со цел за да се направи една слика на тоа кој е исламот, односно што е исламот, што христијанството. Секако секоја религија има своји темели, своји догми, своји учења и своји приврзаници со сето тоа. Наша цел е да на секој жив створ, односно на секој жив човек на земјината топка, без разлика каде се наоѓа, да му ја пренесеме пораката на единствен Господар на сите светови, значи возвишениот Аллах. Сега јас ќе направам една мала дигресија во тоа да кога ние ќе зборуваме, односно претежно зборувам за мене, ќе го користам тој израз, значи Аллах, бидејќи овдека има едно мало објаснување и не е исто ако се каже Бог, бидејќи некој што не е од исламска вероисповест ќе разбере дека се говори за Исус, во зависност од тоа како е неговото верување и како се поставил кон верувањето и кон учењето на таа религија. Тоа појаснување е следното, дека самиот збор Аллах се состои од два слога Ел, од арапскиот јазик Ел, кој не постои во нашиот јазик и не можеме да го преведеме, и Ла, што значи Бог. Меѓутоа не во смисла на Бог да се однесува на Исус Христос, бидејќи ако го кажеме зборот на наш македонски јазик преведено Бог, тогаш ќе бидеме неправедни поради јазикот, значи не поради нашето размислување и нашето верување, туку поради самиот јазик. Така да, ако речеме Бог, таа именка може да се членува и да добие род и падеж, па да се
добие зборот Бог, Богче мало, богови или Божица, женски род, што не му приличи на Бога, бидејќи тој е еден. Од тие причини, значи јас во мојот говор ќе го спомнувам тоа име, значи Аллах. Јас ви благодарам што ме слушавте на овој уводен дел. Значи нашата екипа, моите браќа соверници се овдека. Прв ќе го изложи неговото размислување, неговиот став во врска со денешните, значи, договори. Тој е братот Тимур Чекович, а потоа ќе бидам јас, па потоа ќе биде братот Секова. Ви благодарам на вниманието. Ассаламу алейкум, шалом, нека е мир над вас и над сите оние кои што се овде присутни. Значи сакам да им се благодарам на овие организатори дека ми кажат посебна почест и благодарност за тоа што го организираа овој настан. Сепак ретко е кога човекот разговара и ретки се приликите кога можеме нешто да размениме, у најмала мерка да се види дека не живееме сами, дека у нас има и други вероисповести, други размислувања. Сега кој е најдоброто, секој човек треба сам за себе да си најде. Значи нема лаф и крев и дин, нема присила во верата. Не постои нешто што може некој на сила му каже земји влези во христијанство или во ислам. Тоа е дело во срцето и тоа секој за нас си го чува сам за себе. Јас сум Тимур, како што представи братот, инаку истражувач, не сум некој, да кажам, теолог или посебно се занимавам со оваа дејност. Со истражувањето почнав уште пред, да кажам, 10 години, кога јас со своите комши христијани гледав не конкуренција, туку кој ше било враќањето кон она што е тоа основа на верата и тоа е она што денес ќе го расправаме, односно што била основна мисија на пратениците. Ние нема да збориме дали постои Бог овде, нема да се расправаме нешто што не е јасно. Тоа што не двои е многу помалку тоа што не спојува, треба да знаеме. Значи христијанството, исламот и другите религии имаат работи кои што се многу слични и кои што треба да се спомнат. Оваа овде книга од Исус до Мухамед баш за тоа избори, за сличностите на верувањето помеѓу раното христијанство и исламот. Значи не збори за разликите колку што може да се примети туку за сличностите, а разликите се некаде помеѓу кои што секој човек треба да ги види, да ги согледа и да ги најде. Зашто у почетокот сите Божји пратеници имале една иста мисија. Исус или Иса алейхиселам, он како и Адем, и Муса, и Харун, и сите оние кои што биле, бил испратен кон израелите, кон оние кои што биле Божји чеда на Израел, за да ги опомене да се вратат кон оригиналната Божја објава од Бог, тоа е Тората, и он бил научник на Тората, тоа го знаете сите вие. И како научник на Тората не ги укинал законите на Тората, затоа подетално ги зборат браќата, јас само ќе изложам она што е сличноста на верувањето. Значи моралните карактеристики, обрежувањето, потоа блудничењето, поштувањето на законот, тоа е све исто. Значи зборам за она кое што е рано христијанство и тоа е она кое што ние го истражувавме и го наведувам као што е она што не спојува. Значи тоа е љубовта кон Бог. Љубовта кон Бог треба да биде една основна мисија и ова ќе го напоменам за да знаеме што е основното, нели, у Божјата заповед кога вели Исус љуби го Господ Бог со сета своја сила, со сета своја мисла, со сета своја пожртвуваност. Значи да се ти стремиш кон тоа да го љубиш Бог повеќе. Сега е прашањето како тоа ќе го сториш и на кој начин. Јас овде само ќе парафразирам што е у Куранот. У Куранот вели љуби го Бог, али како? Ќе го следиш она што е дојдено по него. Значи објавата и ќе следиш она што е дојдено по пратениците и вика ако мене следите, значи ако мене ме следите, вика пратеникот, вас Аллах ќе ве засака. Значи ова е мисијата на Исус и ова е тоа што тема сакам да ја начнам. Значи мисијата на сите Божји пратеници и мисијата на Иса алейхиселам била и останала да се следат Божјите заповеди, да се повикува, да се обожува само единиот Бог, да не се обожуваат лажни идолатри, божества,
да не се следи она страста, да не се следи оно што е внатрешното, туку тоа е основната и прва Божја заповед, обожувај го Бог. Разликите дошле подоцна. Ќе напоменам само оно кое што го имам овде, зашто го зборам и во книгата и се надам дека ќе оставам неколку примероци кај братот Горан или ќе видиме некој од овде браќава, значи ќе имате достапно да може да видите, да разгледате. Значи што е моралната одлика и чудата на Исус во Куранот? Тие немаат разлика. И Исус во Куранот, како Исус во Библијата, тој што прави? Тој прави чуда. Тој не е нешто различно. Значи, ќе видите, он оживува мртви, оживува слепци, прави слепците да прогледаат, ги оживува гулаби. Значи имаме некои работи кои што се специфични само во Куранот, само за Исаја алейхиселам, неговата мајка. Дали знаете таа специфичност? Значи он ќе збори у колевка. Ќе брани честа на својата мајка, која што ќе биде, нели нема да збори со денови, и луѓето ќе обвинуваат она блудничала. Како она родила нешто без Бог без да има однос со машко. Ова било чудно меѓу луѓето. Но Исавото и на Иса алейхиселам, неговото создавањето на Јахја алейхиселам е многу слично. Тој му бил братучет и неговите, Јахја знаете Јован Крстителот, тој имал татко и мајка многу стари родители. И кога ќе ги споредиме овие работи помеѓу Јахја алейхиселам и Иса алейхиселам, не само што биле братучети, не само што се поддржале, не само што биле пратеници Божи, пратени од Бог, со милост, со оно што луѓето ќе ги благослови, со оно што ќе ги ослободи, туку имале нешто заедничко околу создавањето. И затоа ние викаме, не викајте дека Бог е еден од тројцата. Бог е еден. А Иса алейхиселам е создаден. Како? Со зборот биди. Како што Адем алейхиселам бил создаден, така и Иса алейхиселам. Ова се догми кои што се двоиме, кои што почетокот христијанството, јас ова го имам книгата, го нема. Старите христијани, рано христијани, евионити, назарени, ден денеска науката ги почитува, ги следи, ја немале оваа догма. Зошто? Како тоа вие ќе се истражите? Зошто постоеле, како исчезнале? Само ќе кажем еден момент, каде што Мухамед алейхиселам се среќава со Варака ибн Науфел. Значи, видите, христијаните у тоа време се среќавале со нашиот Божи пратеник Мухамед, кој што е последен Божи пратеник, кој што бил испратен со милост, како милост на световите, да ги поддржи. Значи, видите, Иса алейхиселам, ако го прашате евреите што е, кој е тој, тие ќе речат најружни, најлоши збори. А ние викаме најдобро све за Иса алейхиселам. Никогаш нема да чуете муслиман кој што не верува Иса алейхиселам, не е муслиман. Тој што го одбива Иса алейхиселам, тој више не е верник. Тој што не верува у чудата кои што биле објавени во Куранот, тој не е верник. И затоа наше е да се посветиме целосно да гледаме објавата онака како што е низните извори. Да се надоврзам тоа што го зборев, значи за Иса алейхиселам, он кога дошол, че со неговата мисија, он ги повикал израелите прво да се вратат кон што? Кон покаяние. Кај нас во исламот тоа го викаме упаството Божие. Сибгатуллах. Сибг, или она што викаме Аллаховото боење, Аллаховото упаство, е само преку потопување во Аллаховата вера. Вие го викате баптисување, крстосување, крштевање, ние викаме Аллаховото упаство. Тоа доаѓа еднаш и тој човек со тоа живее понатака. И затоа човекот кога ќе се врати вистински во обожување на Бог, преку следење на неговите заповеди, преку следењето на Божите пратеници, нивните пораки, тој ќе влезе потполно во Аллаховата светлина, во Божјата светлина, која што Бог ја оставил на земјата и да биде светлина или патоказ на другите луѓе. Ова е нашата цел и како луѓе треба да се бориме да бидеме упаство, и не директно, туку индиректно, а Божјето упаство е најдиректно и најбитно е човекот сам, значи кога ќе размислува, кога ќе се спушти тоа упаство, кога ќе дојде да работи по него. А тоа не доаѓа од нигде. Затоа викаме човекот не влегува по пат на друг на верата. Туку самиот барал тоа да дојде до тој степен и он дошол. Он постигнал тој степен да биде упатен. За крај само ќе прочитам една поезија. Нека може многу да се задржам, зашто ако земеме да расправаме вистини, доста разликите, ќе дојдеме у контрадикции некои кои што ќе се најдеме и ќе се спориме. Јас преку оваа поезија се вика Ода за Исус. Само ќе укажам у едни номинални црти што значи тоа, значи кој е за нас Исус и што представува за нас муслиманите и со тоа мислам дека ќе завршиме на порака. Ода за Исус.
Исус е наш Божи гласник и посланик. Со книга пратен, Инджилот јасен. Книга на светлина против темнината на Римското царство, на пагански обреди и тирански поседи. Тој на луѓето и верниците им даваше проповеди. Се бореше против неправдата, против расипништвото на фарисеите, против јавашлукот на евреите. Се бореше против таа тиранска римска сила, извитоперена и гнила. Тој е наш јунак, храбар и смел. Тој на израелите им постави јасна цел. Обожувајте го Бога, мојот и ваш, обожувајте го секаде. Земјата е широка, достапна и на сиромашниот е молитвата. Рајот е голем и простран за сите. Бескрајна е Божјата милост и правдина, ограничена е човечката глупост и неправдина. Исус врвеше по Божиот пат и повикуваше против неморал и страх. Бидете храбри, о израелити, велеше Исус Месијата, Божиот гласник и помазаник. Светлината избиваше од неговите очи. Солзи на таган из брадата капеа, устните благи тешеа, народот греше на покаяние, го повикуваше против римската империја на восстание. Зелоти дојдеа на завештание, кон мир да идат со послание. Даден од Бога на создадениот од Него и дадениот на Марија, избраниот уште пред да настане светот со Божие одредение. Исус Спасителот Месих, тој ќе биде, прочуе насекаде и присвоен од сите, но вистинските верници треба да знаат, Бог не дозволува неправда и говор на омраза. Кон Него и кон Неговите избраници и кон Неговите робови и поданици. Исус е избраник Негов, збор од Него, кој испрате беше на Марија со помош на Неговиот гласник, Рухул Кудус, Светиот Дух, ангелот Гаврил. Тој ја соопшти убавата вест тогаш на неа и целото човештво сега пак го очекува. Зборот биди и тој битна. Настана човек повторно од ништо како и Адем некогаш, но треба да се помни тоа за секогаш. Нека е Божи мир и благослов врз него на она што некој погрешно некогаш го протолкувал како Божјо чедо. Нека е Божи мир и благослов врз Јахја, Јован Крстителот, за христијаните светителот, и тој врвеше по Божите стапки. Родата на Исус, тој се хранеше в пустина со мед и сакаше помеѓу луѓето љубов и правдина и ред. Тој посведочи за Исус, а и тој за него. И тој не тврдеше нешто поинако од она што го знаеме за Исус, нашиот мил. И не викајте Бог е еден од тројцата. Бидејќи тој е еден, единствен, така Исус тврдеше. Бидејќи и тој само на него му се поклонуваше и денеска вам ќе ви се чудеше. Кога ги повика апостолите блиски на покаяние, Бог го воздигна во еден миг, но на него остана човек со негов лик. Мистеријата се уште денес трае, но Бог не дозволи Исус, како оној на крстот, да тагува и да се кае. Зошто ме остави, не се зборови негови, тоа се зборови туги и неверни. Исус ќе дојде пак, дали знаете? Но тогаш тие што измислуваат, време е да се покајат. Исус е Божи пратеник и слуга, тој е чудотворец и спасител, ги упатува луѓе на Божиот пат, на следење на вистината и на Божиот спас. Нека не ве мачи лутината зошто не признавам догма. Таа е стара колку Византија и колку и Константин која созна. А Арија му се спортистави, ама не вредеше. Повеќе се слушаше оној кој лажеше. Секој историчар и христолог ќе ви каже за назарените и евионитите, ќе ви каже дека тие биле од ранохристијаните. Тие носеле вистинската порака на Исус и вистинската цел и не беа прифатиле туку само дел. Затоа беа прогонувани на ломачи и казни соочувани, во кафези и кај лавови фрлани и спомнувани, како сите вистински верници измачувани. Затоа пред да кажете зборови за Исус без цел, бидете свесни за овој дел, бидете свесни за Куранот и вистината, за земогниот и правдината. Благодарам. Селам алейкум рахметуллах. Но Аллах да го награди братот Тимур. Исто така и вас да ви награди што ни го доверивте вашето внимание да не се слушате. Пред да почнем, ќе ми дозволите накратко да ви кажам зашто јас ќе зборувам. Јас сега ќе зборувам за
распнувањето на Исус и за откупот на неговиот грев. Како тоа го гледа Куранот. Значи, како тоа го презентира Исламот. Но, за да не биде забуна кај сите вас, на куранското гледиште му предходи и гледиштето од христијанството, односно од Библијата. Зошто го велам овак? Може би некој крче па нема допирни точки помеѓу христијанството и Исламот околу распнувањето на Исус и откупот на неговиот грев. Значи, Исламот има негови сваќања и негови гледишта, додека христијанството има негови сваќања и негови гледишта. Секој за себе вели дека тоа е вистина. Доколку го земеме тоа дека е така, ќе направиме само една мала компарација и мала дигресија. Да, Куранот е оној кој дошол да ја раздвои вистината од невистината. Значи, Куранот не е книга која е напишена само за еден народ, одреден народ со една цел, туку Куранот е една книга, односно Аллахов говор, и тоа е директен Аллахов говор, и таа важи за цело човештво. И не е дојдена, значи да не се повторувам за еден народ. За разлика од Куранот, претходните книги кои постојат, односно кои возвишениот Аллах ги објавил, меѓу кои во пишана форма, значи како текст, како пергамент на кој може да се чита, значи и да се искажува, доаѓаат од листовите на Авраам, значи или пак со исламската терминологија да се каже сухуфите на Ибрахим, алейхиселам. Потоа имаме Тората, односно Тевратот, според исламската терминологија, Теврат, а според општата терминологија се вели, односно се алудира на Тората. Или пак познато според христијанската терминологија Стар Завет. Стариот Завет му се објавува на, односно Тората му се објавува на Мојсей. И таа содржи збир на правила и прописи како човештвото, односно одредениот народ, народот на Мојсей, како да ги практикува и како да го обожуваат Бога кој е еден и единствен. Меѓутоа, Тората е ограничена само за тој народ. Значи, само за народот на Мојсей. А Мојсей е Аллахов пратеник и тој е водач, пастир на тој народ. Потоа, имаме објава после неколку стотици години, значи после неколку века, имаме објава на следна Аллахова објава, тоа е Зебурот, според исламската терминологија, или според христијанската терминологија псалмите, односно Давидовите псалми. И оваа книга, и оваа објава е исто така објавена со една цел за еден народ, како збир и правила и прописи за верувањето во Бога, во еден единствен Бог. После тоа доаѓа Инџилот, односно Евангелието. Инџилот, односно Евангелието, е исто така ограничен само за еден народ и со еден пратеник, односно Исус, или според исламската терминологија Иса алейхиселам. Разликата помеѓу овие три и последната Аллахова објава Куранот е токму таа што Куранот не е објавен само за еден народ и едно човештво. Бидејќи возвишениот Аллах знаел дека книгите кои возвишениот Аллах ги објавил преку неговите пратеници, да ги достави до луѓето на земјата, да го живеат животот онаков каков што тој го сака, значи возвишениот Аллах, затоа го објавил и последната објава Куранот,
бидејќи знаел дека луѓето нема да се придржуваат според тие правила и прописи кои возвишениот Аллах им ги објавил на тие народи. Бидејќи Аллах е милостив, тој од негова милост го објавил Куранот и воедно го нарекол како фуркан, кој ќе ја раздвои вистината од невистината, која следбениците, значи на книгите, вклучувајќи ги од Тевратот, Зеборот и Инджилот, сега не велам за нивните приврзаници, туку се однесува на нивните научници, на нивните водачи, на нивните пастири и рабини и така натака, кои имале за задача да го искриват изворното учење и практикување на тие претходно објавени книги. Доколку не беше Куранот присутен, односно доколку Куранот не би бил објавен, ние како приврзаници на Исламот би биле исто така изгубени и не би знаеле каде сме во овој свет и во што да веруваме. Но, бидејќи Куранот ги дава сите одговори, значи сите одговори, нема нешто што не може да се одговори со Куранот, затоа возвишениот Аллах го нарекол, значи фуркан, да ја раздвои вистината од невистината. Се, да се навратам на почетокот што реков дека му претходи на моето излагање, значи од куранското гледиште за разнувањето на Куранот, најнапред ќе морам во кратки црти со неколку цитирања од старите објави, од претходните објави кои возвишениот Аллах ги објавил, значи од Инджилот, за да имате комплетна слика за што станува збор, зошто Исус бил распнат. Бидејќи сето тоа сум го сложил во еден убав редослед, затоа ќе ми дозволите тоа да ви го издиктирам, односно да ви го прочитам, бидејќи тоа ќе ви биде многу појасно, отколку да го кажам со своји зборови. Значи, еден од темелите на христијанското верување и е распнувањето, значи, на Исус, за кој вела дека откако умрел на крстот, тој воскреснал. Се согласуваме дека никој не го видел тој момент кога Исус бил воскреснат. Само пронајдоа празна гробница во која бил погребан, а според тоа изведоа заклучок, значи заклучок дека воскреснал. Бидејќи учениците и останатите сведоци го видоа Исус жив по споменатото воскреснување. Прашањето е, зарем не постои можност, како што тврди Куранот, дека тој не умрел на крст? Во врска со ова, ќе погледнеме некои пасоси во Библијата кои го подржуваат овој аргумент. Сега го дека поавтентично е она што Исус го рекол, а не сведочењето на учениците, апостолите и други сведоци. Тоа е во склад со она што Исус го рекол во Евангелието според Матеј, глава 10, пасус 24, цитирам: Ученикот не е над учителот, ниту слугата над својот Господар. Зимуште наш кој каде тоа го читаш? Евангелието според Матеј, глава 10, пасус 24. Ученикот не е над учителот, ниту слугата над Господарот. Значи, ова алудира на тоа дека Исус е меродавен и неговите зборови се важечки. Не се важечки зборовите на апостолите, сведоците и останатите. На изказите дека Исус рекол сам дека ќе воскресне од мртвите во Евангелието според Лука, глава 24, пасус 46, цитирам: и им рече: така е напишано дека Христос треба да пострада и да воскресне од мртвите во третиот ден. Ние ќе одговориме вака. Страдањето во Библијата често пати го зајакнува изразот смрт, умирање,
како што тоа Павле го рекол во првото послание до Коринтијаните, глава 15, пасус 31. Цитирам. Со ваша пофалба, браќа, која ја имам во Христа Исуса, нашиот Господ, јас умирам секој ден. Затворен цитат. А еве и некои други докази. Прво, на крстот Исус очајно го молил Бога за помош, како што стои во Матеј, глава 27, пасус 46, цитирам. Околу 9-тиот час Исус извика со силен глас и рече: Или, Или, лама сабахтани. Тоа значи: Боже мој, зошто си ме оставил? Затворен цитат. Потоа во Лука, глава 22:42 се вели: велејќи татко, ако сакаш, отстрани ја оваа чаша од мене, но нека не биде мојата, туку твојата волја. Затворен цитат. Мала дигресија, значи оваа чаша ја символизира смртта. Значи се говори за тоа. Потоа во Лука, второ, во Евангелието според Лука, посланието до евреите и Јакововото послание имаме пасуси од кои произлегува дека Господ, односно Аллах, ја послуша Исусовата молитва да не умре на крст. Тогаш како, се поставува прашање, тогаш како можел повторно да умрел на крст? Тоа е второ прашање. Во Евангелието пак според Лука глава 22, пасус 43 се вели, цитирам: И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше. Значи дека, затворен цитат, значи дека ангелот го известил и уверил дека Господ нема да го остави безпомошен. А во посланието до евреите, глава 5, пасус 7 пак се вели, цитирам: Тој во деновите на своето тело му принесе молитви и молби со силно викање. Со силно викање и солзи на оној кој можеше да го спаси од смрт и беше чуен заради богобојазливоста. Затворен цитат. Па така, Исус бил утешен, што значи дека Господ му ги исполнил молитвите. Понатаму, во Јакововото послание, глава 5, пасус 16, се вели, цитирам: Делотворната молитва на праведникот има голема сила. Затворен цитат. И Исус сам рекол во Евангелието според Матеј, глава 7, пасус 7 и 9, цитирам: Молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој кој моли добива, кој бара наоѓа и на оној кој чука ќе му се отвори. Или кој е тој човек меѓу вас кој на својот син, ако му побара леб, ќе му даде камен? Затворен цитат. Ако Господ ги послушал сите молитви на Исус, вклучувајќи ја и оваа, да не умре на крст, тогаш како е возможно сепак да бил распнат? Значи има нелогичност. Трето, војниците римјани не му ги скршиле нозете, како што тоа стои во Евангелието според Јован, глава 19, пасус 32 и 33, цитирам: Затоа војниците дојдоа и им ги скршија нозете на првиот и на вториот, кои беа распнати со него, и кога дојдоа до Исуса и видоа дека е веќе умрен, не му ги скршија нозете. Затворен цитат. Прашање: дали може да поверуваме дека војниците не му ги скршиле нозете поради тоа што тој веќе бил мртов, или пак сакале да го сочуваат кога видоа дека тој не е должен? Четврто, ако Исус умрел на крстот, неговата крв би се згрутчила. Медицината денеска дава научно објаснување дека секој човек кога ќе умре, за неколку минути
неговата крв се згорчува. Тоа е факт, не можеме да избегаме тоа. Така што не би можела да се излие кога му ја прободеа слабината. Но Евангелието тврди дека од раните му потекува крв и вода. Како за пример тоа стои во Евангелието според Јован, глава 19, пасус 34, цитирам: туку еден од војниците го прободе со копие меѓу ребрата и веднаш потече крв и вода. Затворен цитат. Пето. Јас се извинувам, ти замолам за малку чашка вода. Да, познато да сви ги имат. Пошто при говор, кога говориме, се трошат многу калории и ни се суши устата. Ми благодарам. Пето. Кога Фарис го запрашал Исус да му покаже дека неговото пратеништво е вистинито, тој му одговорил: зошто како што Јона беше во утробата на големата риба 3 дни и 3 ноќи, така и Синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Матеј, глава 12, пасус 40. Да го занемариме сега времето кое исто така не било 3 дена и 3 ноќи, туку еден ден сабота и 2 ноќи, петок навечер и сабота навечер. Дали Јона бил жив во утробата на големата риба? Да, бил жив. Дали се уште бил жив кога таа го изфрлила надвор од својата утроба во копнето? Да. Па тогаш и Исус бил жив, како што и прескажал тој самиот. Шесто. Исус сам тврдел дека нема да умре на крст. Во недела рано наутро Марија Магдалена дошла до гробницата, која веќе била празна. Таа видела дека покрај гробницата стои некој подналик на градинар. Таа видела, но ни се разговорот со него, препознала дека тоа е Исус и посакала да го допре. Во Евангелието според Јован, глава 20, пасус 17 се вели, цитирам, Исус рекол: не допирај ме, зашто уште не отидов горе при мојот татко. Затворен цитат. Значи дека се уште бил жив. Бидејќи кога некој ќе умре, се враќа кон Создател. Ова е најјак доказ кој Исус сам го признал. Седмо. После наводното разнување, учениците помислиле дека тој не е вистинскиот Исус, туку неговиот дух, бидејќи по смртта само душата продолжува да живее. Ќе го аргументираме ова со следните библиски цитати. Во Евангелието според Лука, глава 20, пасус 34-36 се вели: цитирам, а Исус им одговори: децата на овој век се женат и мажат, а кои ќе се удостојат да го добијат оној век и воскресението од мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат. Затворен цитат. За да ги увери учениците дека тој е иста особа, Исус им дозволил да му ги допрат рацете и стапалата, бидејќи се уште не му поверуваа. Тој им побарал месо за да им покаже дека се уште јаде како секое живо суштество. Ако прочитаме во Евангелието според Лука, глава 24, пасус 36 и 43, односно до 43, ќе најдеме следно. Цитирам: и додека тие уште зборуваа за тоа, сам Исус застанал меѓу нив и им рече: мир вам, салам, мир вам. А тие збунети и уплашени мислеа дека гледаа дух. А тој им рече: зошто сте збунети? И зошто се јавуваат сомненија во вашите срца?
Погледајте ги моите раце и моите нозе. Јас сум истиот, допрете ме и видете ме, зашто духот нема месо и коски, а како што гледате јас имам. И кога го рече тоа, ни ги покажа рацете и нозете. А бидејќи тие од радост уште не веруваа, туку се чудеа, им рече: имате ли тука нешто за јадење? И му дадоа парче печена риба и мед со саќи. Тој го зеде и јадеше пред нив. Затворен цитат. 8. А ако се уште некој верува дека сепак умрел на крст, тогаш тој бил лажен пратеник и проколнат од Бога во однос на овие следни пасоси. Второзаконие, глава 13, пасус 5, цитирам. А оној пророк или соновидец нека биде погубен. Затворен цитат. Исто така, Второзаконие, глава 21, пасус 22, 23, отворен цитат: ако некој направи зло, што заслужува смрт, па биде погубен со бесење на дрво, неговото мртво тело нека не остане на дрвото преку ноќта, туку погреби го во истиот ден, зашто бесниот е Божјо проклетство. Така нема да ја извалкаш својата земја, што Господ твојот Бог ми ја дава во наследство, односно ќе ја дава на наследство. Затворен цитат. Верувањето во неговата смрт на крстот го дискредитира неговото пратеништво. Евреите тврдат дека го убиле на крст и со тоа покажале дека е погрешно неговото тврдење, оти е испратен да им проповеда ним. Христијаните пак веруваат дека распнувањето е неопходно за откупување на нивните гревови, што за последица исто така има и негирањето на Исусовото пратеништво. Ова христијанско верување се спротивставува со библиското учење во книгата на пророк Осија, глава 6, пасус 6, цитирам: зашто милоста ја сакам, а не жртви, и познавањето на Бога повеќе од паленици. Затворен цитат. Тоа исто така се спротивставува на Исусовото собствено учење во Евангелието според Матеј, глава 9, пасус 13, цитирам: но одете и научете што значи милост сакам, а не жртви. Затворен цитат. Во истото Евангелие, глава 12, пасус 7, Исус вели, отворен цитат: ако бисте знаеле што значи милост сакам, а не жртва, немаше да ги осудите невините. Затворен цитат. Христијаните се уште веруваат во распнувањето поради учењето на Павле, каде во делата апостолски, глава 17, пасус 18 се вели, цитирам: што сака да каже овој празнословец? А други се гледа дека проповеда меѓу богови, зашто проповедаше за Исуса и за воскресението. Затворен цитат. Павле, кој никогаш не го видел Исус, признал дека распнувањето е само во неговото послание. Во второто послание до Тимотеј, глава 2, пасус 8 стои, отворен цитат: помни го Исуса Христа, кој воскресна од мртвите, кој е од Давидовото потомство, според мое Евангелие. Затворен цитат. Исто така Павле бил прв кој го прогласил Исус за Божји син. Тоа е веќе друга тема. Може и за тоа да говорим, и тоа за тоа потоа. Значи во апостолски дела, глава 9, пасус 20, цитирам, се вели: и веднаш го проповедаше Исуса по синагогите дека е тој Божји син. Затворен цитат. Од ова сето што го изложив, може да се заклучи дека ова учење за распнувањето на Исус е учење на Павле, а не учењето на Исус. Ви благодарам. Сега, бидејќи има и курански дел,
значи и курански дел за распнувањето на Исус, тој е малце многу по-обемен, затоа јас ќе замолам малку да се одморам, бидејќи имам и некои мали здравствени проблеми, нема да ми замерите. Така да, после браќата кога ќе го изложат своето кажување и своите припремени материјали за вас, тогаш ете и со дозвола на Тефик ќе го довршам и куранското гледиште, значи за распнувањето на Исус. Многу ви благодарам што ме сослушавте, навистина гледам ги упивте сите мои зборови што ги кажав, посебно ми е мило што се собравте сите нас да не сослушате, за да видите една друга димензија и друго гледиште, значи, на работите кои се помеѓу исламот и христијанството. Многу ви благодарам, а да ви наградим со секое добро. Благодатно само припаѓа само на еден единствен Господ, а мирот и поздравот нека е за сите Божи пратеници од Адам па до Мухамед алейхиселам. Јас за разлика од моите предговорници ќе бидам малку пократок. И моето во наводници предавање нема да биде предавање, туку мојата дискусија ќе се потрудам да биде малку интерактивна. Јас на почеток ќе прашувам кој од вас е христијанин тука, осадата. Кој од вас прочитал делата на апостолите? Па, ако може да ми одговорите, според делата на апостолите, апостол Павле, дали бил добар или лош човек? Пред неговото враќање дефинитивно не беше баш многу сејна личност, како и многу миле од нас. Пред да го прифатиме патот да годиме со Бога, сигурно не сме имале убаво минато за нас. Почувајќи ти тебе и мене, ако не си пораснат уште од мали нозе, во едно религиозно семејство, тоест, уствари, само по традиција, ако си бил растен, тоа е друго, меѓутоа, ако си бил растен со искрено следбеништво, тогаш сигурно немаш некој лошо минато зад себе, ама зборам за себе, ма не се јас. Така и апостол Павле, пред да го запознае Христос, таа средба која што имаше во дела на апостолите 9 глава, ако читаме таму, која што имаше тој, односно седмата глава, дека сигурно немаше добро минато, дури тој беше еден од причинителите за убиството на Стефан. Добро. И сега ова прашање ќе биде општо за сите. Имаме двајца. Едниот е многу добар човек. Епитетот го има Емин. Значи верен човек. Чесен човек. Значи човек кој бил човек банка. Кој му човек банка. Тоа му ги доведиле парите. Никогаш не лаже. И од другата страна имаме еден учен човек. Тоа ни го потврдува и Новиот Завет, дека Павле не бил неписмен, туку бил учен за раби. Затоа рекол дека не бил неписмен, туку бил писмен. Не, вие рековте дека тој не знае за вера ништо, а во Библијата пише Павле не знае за вера. Зборам пишува дека знаел за Господ, пишува дека учел за раби. И сега едно просто прашање. Дали, например, би му верувала на некој кој е чесен човек или на некој кој е лош човек? Многу е едноставно и логично прашање. Не е баш едноставно и логично и дискутабилно прашање, бидејќи се зависи од тоа тој добар човек дали продолжи да биде добар или само навидно изигрува да е добар, а тој лош човек кој што бил лош човек па станал стварно многу подобар. Значи затоа тој што така го сега со ова малку ме стави во оваа дискусија. Ке
ќе дискутираме малку според тебе и според ова што ви кажам, не јас тоа што го пишува Библијата, кој бил добар и кој бил лош. Само треба да внимаваме во Исус што вика во Матеј, чувајте се од лошите пророци. А вашата тема која беше, пошто не ја најавихте? Мисијата на Исус и мисијата на Павле. И споредба Павле и Мухамед. Например, после Исус да правиме една споредба помеѓу Павле и Мухамед. Кој заслужува повеќе да се верува? Павле или Мухамед? Алейхи салам. Значи, Павле, како што кажува и делата на апостолите, бил лош човек, како што видавте вие, ги прогонувал луѓето и многу други лоши работи. Извинете што ве прекинувам, просто да замајате безобразно во овој случај, меѓутоа кога велиме Павле бил лош човек, морате да ставите нагласок на тоа хронолошки за кое време зборуваме Павле бил лош човек. Дали зборуваме за лош човек на Павле во времето кога тој не го познавал Христос, не го сретнал со него, или буквално за целиот негов живот? Значи мораш тука да ставиш јасни граници по тоа прашање. Не ме прекинувате, бидејќи јас сакам тоа да кажам дека бил лош човек, додека според него му се појавил Исус. Така многу христијани веруваат дека на него му се појавил Исус и така веруваат. Кога му се појавил Исус и го советувал тоа што го советувал, тој историјата не кажува, историјата на тие што ја истражувале, го истражувале христијанството, дека тој не одел веднаш да се дружи со максимум што може да се направи. Ќе пошташ. Значи, христијанските истражувачи ни кажуваат дека Павле после тоа не одел да се дружи со христијаните, туку се изолирал во Дамаск 3 години. И после тоа почнал да проповедува нешто што било различно од другите Исусови апостоли. Тоа ни го сведочи Новиот Завет. Бидејќи, ако читаме Новиот Завет, ќе видиме дека Павле немал добри односи со другите Исусови апостоли. Прво, немал добри односи со Варнава. А тие што го прочитале Новиот Завет, знаат дека еден од најблиските Исусови апостоли бил Варнава. После, во Новиот Завет исто, дознаваме дека немали добри односи со главниот од Исусовите апостоли, а тој бил апостол Петар. Значи, главниот. Се поставува прашањето зошто Павле, кој пишувал скоро половина од Библијата, немал добри односи со најблиските од Исусовите апостоли. И се поставува прашањето сега. Кој знае повеќе за Исус? Исусовата вера. Дали Павле или Исусовите апостоли? Тие што живееле. Треба да кажеме и тоа дека кога бил роден Павле. Павле бил роден 10 години по подигнувањето на Исус во небото. Значи, никогаш не го видел Исус, Павле. Ако ги читаме внимателно, четирите Евангелија, ќе видиме дека никаде во Библијата не е спомнато по име тројство. Никаде. А се поставува прашањето кој го поставил ова тројство. Тројството во христијанството го поставил
Павле. И многу цитати има кај што тој го спомнува поимот тројство. Како што кажа и Тефик, значи Павле бил учен човек, а христијанските истражувачи ни кажуваат дека и тоа бил многу добар учен човек, знаел добра филозофија, особено грчка и римска, и ги познавал и другите религии.